Конечно се распиша огласот за распределбата на 37-те социјални станови во Струмица, апликантите по трет пат се изложени на трошоци за реобновување на документите потребни за аплицирање. Ова е трет оглас за распределба на становите. Досега истите беа поништувани од оние кои поднале документи, не ги исполнувале условите или пак интересот бил сведен на минимум. Министерството за транспорт и врски огласот го објави на својата веб страна, а оние кои немаат достап до интернет ќе чекаат информација од јавните гласила. Овој пат само 6 категории на граѓани имаат право да аплицираат на социјален стан, а истите ќе се распределуваат во транспарентна постапка согласно методологијата за бодирање на кандидати за добивање социјален стан под закуп, децидни се од Министерството за транспорт и врски. Документацијата и овој пат ќе се поднесува во меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Струмица, каде ќе се обезбеди помош за лицата кои не се во можност сами да ги комплетираат документите. Поднесителот на барањето за добивање на социјален стан може да поднесе документација и да аплицира само за една од 6 категории корисници на социјални станови. А право на апликација овој пат имаат само децата без родители или родителска грижа, лица над 18 години кои до својата полнолетност биле згрижени во институции или други облици на згрижување на деца без родители, корисниците на право на минимална помош, лицата погодени од елементарна непогода без разлика на правниот статус на нивните постојани живеалишта или лица со попречености и семејства на лица со попречености, лица припадници на ромска заедница, социјално загрозени, како и самохраните родители со малолетни деца.